агробизнис. Сите потенцијали кои ги имате, а не знаете зашто да ги употребите, можете слободно да ги испланирате за некаков вид собствен агробизнис, да си произведувате, да не ви седат така нивите. Една од новините кои што предизвика голем интерес во Македонија и кои што ја следиме дека станува се поатрактивна е одледувањето ореви. Токму денешната емисија, една од нашите централни теми ја посветуваме на одледувањето ореви, како перспективен семеен агробизнис. Се наоѓаме на еден насад со ореви во Струмичко. Поводот зашто сме тука, а ќе зборуваме целосно за почетоците за еден насад со ореви, е дека моделот што се применил тука е успешен и дава резултати. Ајде, господин Глигоров, да почнеме од почеток. Што се е направено, колку е стар овој сега една година стар насад, за да се дојде до ова ниво? Се работи за 2 годишни насади садници. Меѓутоа, што е битно да напоменеме околу на подигањето на таквите овошни насади кои што се од долгогодишен карактер. За овде конкретно сме на терен кај што е засаден со орев околу 2,5 хектари. Климатските услови како и надморските висина да одговара точно на овој вид на јаткасто овошје кој што овошје во нашата држава е многу слабо застапен. Имаме веќе на повидок такви површини кои што не се употребуваат или немат карактер на баш на никакво одгледување, бидејќи се малку по ридски места, значи пострмни места. Се дојде до идеја да се засади од страна на земјоделскиот производител или стопанство да се засади со еден долгогодишен насад, што би можело тоа да биде. Пред се ги испитавме хемиската анализа, агрохемиската анализа на почвата, меѓутоа и педолошка анализа, значи за структурата на почвата, со каква почва се работи, бидејќи се работи за многу долгогодишен насад. Сите параметри и услови дозволија да ја одговара за посадување на таков вид на овошје, на јаткасто овошје, поточно чендлер, кој што е калемен на југланска регија или на црн орев, значи калемење. Тука се работеше цела година за да дојде во една ситуација состојба да се таа површина облагороди или да се направи нешто од неја. Било претходно натапкана, треба да се разровка. Набиена, не користена нити за пасишта, нити место кај што може значи нешто да се одгледува или да се инвестира. Точно дека оревот како посадочен материјал е доста скап за земјоделскиот производител, меѓутоа тука ги користиме и националните мерки кои што ни возможуваат на земјоделскиот производител помош, доста голема помош од оваа страна. Се дојде до идеја да се посади тај насад. Меѓутоа беше употребена доста голема механизација за да дојде во таква состојба. Значи тука се изврши пред се чистење на теренот. Пред се риголовење. Значи се работеше со машини кои што над 80 до метар длабочина се слегна во длабочинските слоеви, плюс дополнителни обработки над почвата да дојде во една состојба за да може да се извршат и таквите анализи. Анализите беа вршени во Скопје во институтот, каде што ни дадоа сигнал дека можеме на таков терен да садиме точно такво овошје. Меѓутоа, бидејќи се работи за неполна година, значи за една сезона на такво овошје, кој што мораме да признаеме беше исклучителна година со превисоки температури, кај што немавме обилни летни дождови за да можат на овој земјоделски производител дел да му помогнат околу наводнувањето на таквите насади, па дојде во ситуација после засадувањето кој што се обавуваше под надзор на стручно лице. Значи со употреба на да подсетиме само се работи за насад кој што е наменет за органско производство на јаткасто овошје. Значи сите мерки се запазени, значи околу засадувањето, значи тука немаме хемија употребувана никаква, освен органски ѓубриви кои што потекнуваат од органско потекло. Понатамо, значи се вршеше повремено наводнување со цистерни кои што беше неминовно ради состојбата над самите растенија. Но за понатамо ќе е планирано, значи, наводнувањето да биде систем за наводнување капка по капка. Нема
овошје да се размислува да се почне ако не го решите наводнувањето. Така е, непрепорачливо. Пред да пристапиме кон засадувањето на таквиот вид на овошје, поточно јаткасто овошје, број 1 беше прашањето како ќе се наводнува тој тип на овошје, каков ќе биде начинот на наводнување. Производителот одлучи дека тоа ќе биде исклучително со наводнување капка по капка, бидејќи се работи и за стрм терен, значи под нагиб, ќе биде дел за тревен, значи со смески, ерозија, бидејќи да не се ствара ерозија. Понатаму ќе биде и покриен, значи од заштита од град и така натаму. Кои се предностите зашто се одлучил на калемен орев? Чендлерот станува се поинтересен низ Македонија ради бројните предности. Голем рандман, лесен за берба, го избегнува периодот на брза родност, брго доаѓа до родност, ги избегнува периодот на мрзнење. Па тука можеме да сретнеме некои веќе од овошките кои што се во јануари месец засадени имат по некој плод. Тоа не е за род некој да берба, ама да се види дека меѓутоа се одлучивме на тоа бидејќи успева и на такви терени кои што значи се по не така хумусни застапени, значи кои што се неплодни, кои што се на терени, кои што успеваат на одредени подрачја, како ако споменува полските места, кај што не се, значи по низинските места не е тоа таква гледка. И друго имаме ние тука за пример ориви кои што се сигурно и старите ги памнат се уште, значи се уште се во род и во добра вегетација, што значи тоа е еден од показателите кои што треба да ги согледуваме и да одиме понатаму. Спомнавте системот за наводнување. Предност ќе биде за наводнувањето капка по капка. Бидејќи и рационално ќе се користат водите, ќе немаме како исклучително за таквите терени, ќе немаме води кои што нема да бидат употребени за растенијата, туку ќе се истекуваат без корис. Значи, плодниот дел на површините ќе биде носен према низинските места, така да, значи, системот капка по капка ќе ни овозможи точно и да прихрануваме овај органски дел кој што е, значи, застапен или преку капката, храна, како и заштита исто на корневиот систем, меѓутоа пред се наводнувањето ќе биде капка по капка решено тука и така да сметаме во наредната година ќе наидеме на еден стварно современ и за пример насад. Кога се очекува да дојде во полна родност? Каква е карактеристиката овој калемен орев? Рековте веќе има по некој плод. Полната родност кога му стапува и до кога е период на експлоатација едни вака информации? Полната родност е после шеста полна родност, шеста година. Меѓутоа, значи од трета година веќе понатаму имаме значи одредена количина над плодови кои што може да се користат. Меѓутоа пак ќе спомнам, тоа е одлика на начинот на одгледување, значи интересот на одгледување. Не е целата само да се таквите површини засадат и остават како засадени површини. Значи земјоделскиот производител од тука очекува да остварува приход и живот за понатаму во семејното земјоделско стопанство, бидејќи таквите површини се блиску до кај неговото населено место, кај што инвестицијата треба да се врати. Да, инвестицијата која што ја вложува треба да му се врати и за тоа се вложени доста големи трошкови за да дојде во форма и во процес на производство на такво овошје.